20 години немате осудено од ДУИ функционер, исто од СДС сега немате осудено. Така што не, тоа е мачкина кашлица и неку со Рашковски, не знам еве дали знае јавноста, ние сме една генерација, заедно студиравме, една генерација сме јас, Рашковски, овој антикорупционеров сега Љупчо Николовски, Александар Николовски од ВМРО и кои сме други, така некоја генерација кои заедно студиравме и Рашковски го знаеме уште од студии како благајникот на деканот. Тој ги собираше парите за книги, значи тој Алаш Вериш си го има уште од студентски денови. Јас во овие фирми што ги гледаме, мислам дека лично, ако ме прашувате вака како Рашковски, мислам дека прв ќе го крка кога ќе падне хибридниот режим, бидејќи него сакаат ни во самиот СДС, бидејќи тој не е СДС, тој е десна рака на Заев од пострумичка линија. Така што мислам дека дури и неговите ќе му ги извадат сите афери и ќе се напенали прв кога ќе падне хибридниот режим. Така што ова со фирми па купување, мислам дека има основ. Да, софтвери, па он рече нема поврзаност на идејата за софтвер од негова страна со новата софтверот што бил додека он бил генерален секретар на влада. Така што мислам дека има квалитетни материјали. Не само против Рашковски, против други функционери. Да, затоа зборнав дека има повеќе. Ние сме најкорумпирана држава, значи и со вакцините од Кина, значи повеќе афери се Шарената револуција беше една антикорупцијска револуција против корупциите на Груевски. Ги даде ли резултатите? Какви резултати? За да сега добиеме надграден и проширен режим, паднати сме на 111-то место, тоа никад у историја на Македонија се нема случајно, значи ова е една. Сега, од друга страна, ги имате странски амбасади, овие кои што ги толерираат. Зошто? Затоа што се ЕУ фундаменталисти и се им исполнуваат.